Добре дојдовте првачиња во училница на часот по ликовно образование. Јас сум наставничката Илина и денес со користење на разновидни линии ќе цртате цртеж по слободен избор, следејќи ја вашата замисла. Цели кои треба да ги постигнеме: да ги препознавате и именувате цртачките материјали, правилно да го држите и користите цртачкиот прибор, да користите различни моливи за добивање на разновидни линии, да применувате и комбинирате разновидни линии, да цртате различни детали на цртежот и да ги организирате нацртаните објекти на подлогата. За овој час ни е потребно блок за цртање број 3 и моливи B1, B12 и HB. Моливите означени со латинската буква B спаѓаат во меки моливи и колку е бројката поголема, толку е помек и јачината на трагата што ја остава е посилна. Моливите обележани со латинската буква H се тврди и оставаат помалку силна трага. Да ги препознаеме и правилно да ги именуваме цртачките материјали: молив, дрвени бои, фломастери, восочен пастел и училишните креди во различни бои. Со овие цртачки материјали ние цртаме. Со нив може да се црта на хартиите на школските блокови и се работи на мазната страна. А со кредите може и да се црта на рапави подлоги: картон, табла, асфалт. Во природата постојат разновидни линии и сега ќе видиме како ние можеме да ги забележиме. Што му недостасува на сонцето? На сонцето му недостасуваат зраците. Да ги нацртаме зраците на сонцето користејќи линии со различен правец. Какви линии се зраците на сонцето? Кај зраците на сонцето забележуваме прави линии, а правите линии можат да бидат долги, куси, дебели, тенки, коси, вертикални, хоризонтални. Жолтиот круг ни представува една затворена кружна линија. И благодариме, сончко, што не грееш со твоите топли зраци. Елена и баба ѝ се враќаа дома. Наеднаш заврна силен дожд од облаците. Дома стигнаа накиснати. Капките дожд се навистина мали, ама водени и многубројни. Каков звук прават дождовните капки? Сега заедно да изговориме неколку пати. Кап, кап, кап. Со какви линии се прикажани дождовните капки? Тие се прикажани со куси, испрекинати и коси линии. А Елена и баба ѝ се движат по патеката по една долга и права линија. Да видиме што прави Чичко Раде со тракторот. Тој ја ора нивата за да посее пченица.
какви линии прави со плугот од тракторот. Тој со плугот од тракторот прави брановидни линии. Зајачето и пеперутката и се радуваат на пролета. Како се движи зајачето? Така е, тоа скока. Сега со прз во воздух да нацртате како скока зајачето. Какви линии прави зајачето кога скока? Зајачето кога скока прави цик-цак линии. Како лета пеперутката? Ајде сега пак со прз во воздухот да ја нацртате линијата на движење. Каква линија прави пеперутката кога лета? Таа кога лета прави крива и долга линија. Сега ќе ви ја прочитам приказната цртеж и ќе ве запознаам со првачето Борис. Борис е прваче. Многу сака да пишува и да црта. Цело попладне го црташе неговото маче. Бабо, нели убаво цртам? Да, внуче, многу убаво облаче си нацртал, одговори баба. Борис го гледа цртежот зачудено. Дедо, види го цртежот, многу е убав. Навистина, чедо, убаво перниче си нацртал. Борис пак го гледа цртежот и се чуди. Мамо, види што нацрта. Браво, сине. Такво јагне и јас не знам да нацрта. Борис не им верува на ушите и го гледа цртежот. Чудно. Не знаев дека моето маче личи на јагне, дека лежи врз перниче и дека гледа во облаче. Драги првачиња, размислете. Дали Борис нацртал успешен цртеж? Да знаете дека секој труд треба да се цени. Ако изработен самостојно, треба да го пофалиме. Да заклучиме дека во природата и насекаде околу нас постојат разновидни линии. Да повториме за видовите линии. Долга, права линија. Брановидна линија. Цик-цак линија. Хоризонтална, вертикална и коса линија. Дебела и тенка линија. А овие две другарчиња во рачињата држат крива и отворена линија. На улицата ни е представена испрекината линија. А трите светла на семафорот ни прикажуваат затворена и кружна линија. На овој час треба да цртате слободно, со разновидни линии и со нивно комбинирање да создадете ликовна творба по ваша замисла.
Правилно поставувајте ги деталите и објектите на листот како ги гледате во реалноста. За оваа активност треба да користите молив, а со него се црта врз мазната страна на листот од блокот. При што моливот треба правилно да се држи, да се внимава на стисокот на моливот врз листот. Самостојно замислувајте и цртајте и не користете гумичка. Кога вашиот цртеж ќе биде готов, покажете го на вашите најблиски и кажете им што сте нацртале. А ако сакате да го оживеете вашиот цртеж, можете да го обоите со црвени бои. Ви благодарам на вниманието. Довидување.